Нови 5 километри велосипедски патеки ќе се градат во Струмица како дел од втората фаза на проектот Струмица паметен велоград што го финансира Европската унија. Во првата фаза, која чинеше околу 250.000 евра, се изградија 11 километри велосипедска патека. Во следниот период во план е поврзување и на населените места со велосипедски патеки. Дополнително овде е памп траката за велосипеди на барање на велосипедистите, на граѓаните. Дополнително ја имаме uphill и downhill патеката во горниот дел на градот. И сега официјално денот е баш за таква можност да најавиме втора фаза од инвестициите во Струмица Smart Velocity проектот. Тоа е дополнителни 5,5 километри, односно проширување на велосипедската инфраструктура на булеварот Климент Охридски, на булеварот Гоце Делчев од двете страни, на улицата Цветан Димов, со што на барање на граѓаните, особено на велосипедистите и на помалите, го поврзуваме градскиот стадион со велосипедска инфраструктура и секако двете игралишта со вештачка трева, заради потребата на децата кои што одат таму на тренинзи. Значи, во градскиот парк обезбедуваме кружно движење со велосипедска патека и секако дека продолжуваме со имплементација на велоинфраструктура и до населените места. Пред се мислам, првото населено место, кое што ќе биде поврзано со велосипедска патека, ќе биде населено место Дабиле, долж новиот булевар, каде што во самиот проект веќе постои велосипедската патека, која што ќе биде двосмерна, односно 2,5 метарска. Последните години расте и промоцијата на велосипедот како алтернативно превозно средство. Повеќе граѓански здруженија се залагаат за поголема употреба на велосипеди во градот, особено ако се има предвид загаденоста на Струмица во текот на зимскиот период. Неделава, кога се одбележа Ден без автомобили во Струмица, повторно се истакна потребата да се мотивираат граѓаните да користат велосипеди за вршење на секојдневните обврски низ градот. Исто така, многу градови во светот во периодот околу 22 септември, кога е Ден без автомобили, ги охрабруваат на луѓето да одат на работа и да ги користат што е можно повеќе велосипедите, да одат пешки и одржливиот начин на транспорт. Чест и задоволство ми е што Europe House Струмица во соработка со Општина Струмица, Средните училишта од Општина Струмица, оваа година ни се приклучува и проектот Струмица Velocity и заедно и СВР Струмица со своја кампања го поддржуваме оваа парада на Ден без автомобили. Целта е на граѓаните да им ја покажеме бенефитот кој што го имаме доколку не користиме автомобили, вклучувајќи го нели и намалувањето од загадување. Струмичани последните неколку години добиваат и субвенции за купување велосипеди. Општината им рефундира дел од средствата за купување велосипед, но не повеќе од 10.000 денари.